Благодарам, председателе. Говорив и на Комисијата за европски прашања, ќе говорам и овде во однос на денешново предлог законско решение, кое според мене не е ништо друго освен еден голем владин пиар проект наречен недела неработен ден. За да не се расплинувам на сите страни, јас ќе се осврнам само на еден сегмент кој мене лично ми е попознат, а тоа е трговијата на мало и ефектите кои ќе ги има, односно нема да ги има ова законско решение врз трговијата на мало, земајќи го предвид пред се правото на вработените, кои еве да речеме дека делумно се штитат со овој закон, но и правата на неделен одмор на газдите, односно малите работодавачи во оваа дејност, кои за жал во оваа наша држава ниту некој ги спомнува, ниту некој ги штити. Ќе се согласите со мене, колеги, дека и работодавачите, посебно оние кои што ги спомена во трговијата на мало со по неколку вработени, се исто така луѓе на чие што здравје треба да мислиме, луѓе кои имаат своји семејства и кои исто така имаат право на семеен живот, односно право на тоа недела да биде неработен ден и за нив. Немојте да мислите дека работодавачите прават милиони и речиси секогаш да ги напаѓате, затоа што верувајте ми дека меѓу нив има и луѓе кои работат по 16 часа на ден за да го одржат бизнисот, оној бизнис кој вработува и оној бизнис кој го полни буџетот за да се развива економијата и за да живее државата. Што им правиме со ова законско решение? Преполно со исклучоци. Бидете сигурни дека не им помагате, туку им отварате уште една главоболка плюс на постојните работодавачи, а со ваквите решенија ги демотивирате сите останати кои утре би посакале да се занимаваат со оваа дејност. Сега ќе ве прашам зошто. Во услови на наметнати и диктирани цени, односно нефер куповни или продажни цени, во услови на крајно нефер услови на тргување, во услови на отсуство на било каква заштита од конкуренција, вие со ова законско решение, наместо заштита и на нивните права, им наметнувате уште еден дополнителен трошок, проследен со најригорозни казни, со што, верувајте ми, ќе згаснат малите бизниси, а во иднина никој нема да помисли да отвори ваков бизнис. Сега да појаснам. Недела неработен ден го замислував како законско решение со кое јасно и децидно ќе беше наведено дека недела е неработен ден за сите, освен за производните процеси кои не можат да трпат прекин. И тоа ќе беше сосема оправдано и тоа ќе беше сосема во ред. Ама што правите вие? Ќе ви објаснам најпластично. Од позиција на работодавач. Може, Маца, да застанеш. Закон за трговија. Застане, Маца. Значи, ќе ви објаснам најпластично. Од позиција на работодавач, ве уверувам дека сакам да им дадам слободен ден на моите вработени. Од позиција на работодавач, ве уверувам дека сакам да имам еден слободен ден во неделата и тоа да биде недела. Но, вие со ова законско решение му давате можност на мојот конкурент, па и мене како негов конкурент, да работиме во недела, со тоа што ќе им плаќаме повисока плата на нашите вработени. И што вели реалноста? Законот за трговија е, председателе, ќе стигнам. Не, законот за трговија е. И во него е исто. Значи, што вели реалноста? За да не ги изгубам клиентите во недела и тие во недела да заминат да пазарат кај мојот конкурент и обратно, нешто што боли во приватниот бизнис, дозволувате исклучоци кои ќе ги користам, односно применувам затоа што морам, иако не сакам. Па мојот вработен повторно нема да има можност да го користи правото недела да му биде неработен ден, ниту пак јас како работодавач ќе можам да го искористам, да ги искористам според вас придобивките од ова законско решение, кои значат одмор и за мене, повторно од страв дека ќе ми трпи бизнисот. Значи, каква е придобивката? Никаква. Власта ќе се фали дека ги заштитила вработените и Божјем им дала некакво право, а реалноста сосема поинаква.
Сите продавници, сите молови и ред други дејности кои ги имаат сите предиспозиции да не работат во недела, повторно ќе бидат отворени и во недела, сите вработени повторно ќе бидат на работа и во недела. Освен секако, оние кои и онака не работат во недела. Значи, дајте да донесиме барем едно квалитетно законско решение. Дајте вистински да им ги олесниме условите за работа пред се на работодавачите, затоа што кога тие ќе бидат задоволни, мотивирани и продуктивни ќе бидат и нивните вработени. Ве молам наискрено да поработиме на тоа на сите да им обезбедиме фер и достоинствени услови за стопанисување и работа. Само така ќе се развиваат бизнисите и само така ќе ни оди напред економијата и државата. Сега ќе стигнам до она што велите дека не е тој закон и ќе ве замолам да ми прецизирате што точно значи и на кои точно трговци се однесува член 25 став 5 кој вели: трговијата на мало може да се врши во продавници за трговија на мало со храна, без зеленчук и овошје, пијалоци и тутун во кои трговијата се врши лично само од сопственикот на продавницата. Дали ова значи дека продавниците кои ќе одлучат да работат во недела треба да го отстранат за продажба зеленчукот и овошјето или воопшто да не продаваат зеленчук и овошје ако одлучат да работат во недела? Бидејќи не знам дали знаете, ама не постои продавница во која не се продава зеленчук и овошје и јас на вистина не ви ја разбирам оваа чудна заграда во која сте ставиле без зеленчук и овошје. И што ви значи ова? Во кои трговијата се врши лично само од сопственикот на продавницата. Дали ова значи дека во недела смее да работи само сопственикот на продавницата, а не и вработените? Очекувам објаснување. И уште нешто ќе ве прашам, иако е посебна тема за дискусија, јас еве не знам кој тоа пресметал дека на еден малски дуќан или мал трговец му е доволна маржата од 3% за продажба на одредени производи, цигари и пијалаци пред се, кој тоа пресметал дека на еден мал трговец му се исплаќа да работи во недела, согласно ова законско решение, при тоа 2% од прометот остварен во недела да и плати на државата, а при тоа од работодавецот се бара дури и дополнително да го плати вработениот за работа во недела најмалку 100% од секој час поминат на работа, иако на вистина сака да му даде слободен ден, но не може заради своите конкуренти и не може заради страшното зборче кое уништува се во законов, а гласи со одредени исклучоци. И како тоа трговците за кои говорам, оние сопродавници можат да работат во период од 8 часа, што самите ќе го утврдат согласно став 3 од овој член, а тоа е во распонот од 6 часот наутро до 23 часот навечер. Не сте свесни каков хаос ќе настане ако ова законско решение се прифати вака како што го предлагате. И на крај, ако не дај Боже на трговецот на мало му напишете казна која би значила 15, односно 30 дена забрана за работа, сметајте дека тој трговец на мало во истиот момент ќе стави клуч на врата, вработените ќе станат невработени и никогаш повеќе нема да му падне на памет идејата да се занимава со било кој вид на трговија. Посебно прашање е како и од кои пари во услови на забрана на работа би ги исплаќал вработените исто како да работи и како да го зачува непроменет бројот на вработени додека му трае забраната. Апсурд до апсурд. Од овие причини апелиравме да има јавна дебата за да се слушне мислењето на сите и сите да имаат придобивка од донесувањето на овој закон. Вака, без јасно наведено во законот дека недела е неработен ден за сите, додека некои празнуваат и си ги спојуваат празничните денови во мини одмори, другите повторно ќе работат без слободен ден. Ама тоа е целта на власта со овој закон. Само декларативно да прикаже грижа за вработените и само вештачки да ја прикажете зголемена просечната плата во државата и ништо повеќе. Ќе повторам, велите со предлог на законот се врши создавање на законски решенија за поголема заштита на правото на неделен одмор во недела и се елиминираат можните злоупотреби во однос на обезбедувањето на користењето на ова право. Точно е, вработените ќе бидат платени за работа во недела, ама сепак ќе работат. Дури и тие што не сакаат, затоа што работодавачот притиснат од конкуренцијата во страв дека ќе му трпи бизнисот, ќе одлучи да работи во недела и да им исплаќа плата
согласно законов со кој не се забранува работа во недела. Вработениот не сака повисока плата за работа во недела, вработениот сака да биде слободен во недела, а законов не му го овозможува тоа, дајте да не глумиме. Работодавачот сака да му даде слободен ден на вработениот во недела, но сака и има право и самиот тој да има слободен ден за семејството, но не може, почитувана министерка, затоа што законов предвидел исклучоци, а толку е едноставно. Од утре недела е неработен ден за сите, освен во дејностите каде работниот процес не дозволува да се направи прекин. Толку крај. Поедноставно не можеше да биде. А вака колку што цената на струјата со намалувањето на ДДВ-то за струја ќе биде понамалена, толку и недела ќе биде неработен ден. Маја Марачанин, реплика.